За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите мусака од пилешки шницли и тиквички, прелиена со јајце и павлак. Тиквичките ги сечкаме на тенки ленти по должина. Пилешките гради ги сечеме на тенки шницли. Ги посолуваме шницлите. Ги наросуваме со мелен црн пипер. Потоа ги точиме со чук. Ги ставаме на чинија. Во длабок сад кршиме 4 јајца. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Додаваме мешан зачин. Матиме со жица за матење. Пилешките шницли ги набрашнуваме. Потоа ги свалкуваме во изматени јајца. Ги ставаме да се пржат на загреано масло во тава на оган. Ги превртуваме за време на пржењето. Откако ќе се испржат од двете страни, ги вадиме од тавата. Ги ставаме на чинија. И лентите тиквички ги набрашнуваме. Ги свалкуваме во изматени јајца. Ги ставаме да се пржат на преостанатото масло. Ги превртуваме за време на пржењето. Испржените ленти тиквички ги ставаме на друга чинија. Дното на керамичката тава го прекриваме со ленти похувани тиквички. Врз нив ги редиме похуваните пилешки шницли. Прекриваме со преостанатите ленти тиквички. Во длабок сад ги кршиме и преостанатите 3 јајца. Посолуваме. Го додаваме преостанатиот мешан зачин. Потоа додаваме киселата павлака. Го налеваме млекото. Мешаме со жица за матење додека смесата не се соедини. Со црпалка со смесата ја преливаме мусаката. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Тавата со испечената мусака ја вадиме од рерна. На средината на чинијата за сервирање ставаме размешана кисела павлака. Мусаката ја сечеме на коцки. Едно парче мусака од пилешки шницли и тиквички сервираме врз павлаката. Декорираме со гранчиња француски мактонас. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 60 минути.
Со ова јадење би предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Траминец со златно-жолта боја и нагласен мускатен мирис од мешавина на цветови, зачини и овошје. Се служи на температура од 10 до 12 степени.